Повторно излегуваме од студиото, имаме нашата Ивана на линк во месец ноември, месецот за машкото здравје, превенираме и подсетуваме кампањата Грижи се за себе, бесплатните тестирања за мажи и момчиња е предмет на дискусија во следните минути. Ивана, повтор пат, добро утро. Добро утро, Сузе, повтор пата до тебе и до сите наши гледачи. Спомена и ти да не можеме да зборуваме за потполна физичка, психичка и социјална благосостојба ако го занемаруваме сексуалното и репродуктивното здравје. Токму Грижи се за себе е слоганот со кој што од вчера се одбележува Европската недела на тестирање. Токму со цел да се охрабрат мажите во овој месец ноември да се тестираат и да се грижат за своето сексуално и репродуктивно здравје. Затоа ние ова утро ве поздравуваме од Хера, каде што ќе зборуваме со програмската раководителка Весна Матевска. Ќе ви посакам добро и убаво утро најнапред. Ќе ви се заблагодарам еве за вашето одвоено време, што ова утро ќе кажеме сите важни работи кои што се значени за машкото здравје. Добро утро, Ивана, ви благодарам на поканата. Што е важно за Европската недела на тестирање, односно што представува Европската недела на тестирање? Како што веќе и напоменавте и вие, во периодот помеѓу 20 до 26 ноември се одбележува Европската недела за ХИВ тестирање, со што се дава значајност и се подигнува свесноста по однос на редовното тестирање. Зошто е важно редовно да се тестираат луѓето за ХИВ? Затоа што навремено тестирање значи и навремен пристап до терапија доколку се открие ХИВ позитивен статус. Онако што е важно е во делот на превенција да се спомене дека меѓу другото, прво важно е да користиме кондом и да имаме заштитени сексуални односи, меѓутоа доколку сме биле во ситуација да имаме ризичен однос, добро е навремено да се тестираме за, како што кажав, навреме да може да се пристапи со терапија. Лицата кои што живеат со ХИВ, доколку навреме пристапат до терапија која што е бесплатна во нашава земја, имаат долг и квалитетен живот со животен век скоро речиси исто како и останатата популација. Во месецот ноември, месец кој што се одбележува како месец за грижа за машкото здравје, овој период го поврзавме и со грижата за сексуалното и репродуктивно здравје. Во нашиот младенски центар Сакам да знам, нудиме бесплатни тестирања за сексуално преносливи инфекции како дел од пакетот на услуги кои што таму се нудат. Кламидија, гонореја, сифилис се тестовите кои што се на располагање, за 20 на минути се добиваат резултатите. Исто како што и напоменав за ХИВ тестирањето, така и за овие тестови на времена терапија, значи квалитетен живот и дополнителна превенција по натамошно пренесување на инфекциите. Мажите многу често забораваат на тоа дека доколку имаат одредени симптоми или можеби немаат симптоми, меѓутоа имале одредено однесување кое што спаѓа во категоријата на ризично однесување, да побараат совет да се тестираат затоа што се уште за жал стоиме на тоа дека не си доволно јак и силен ако отидеш на лекар и побараш помош. Мажите се уште се смета дека треба да бидат јаки, цврсти, да не покажуваат слабост, а самото одење на лекар некогаш се одложува непотребно и затоа дополнително се доведуваат во ситуација на ризик. Значи, превенираме, меѓутоа и дополнително подсетуваме дека треба навремено да се тестираме. Да, затоа ги охрабруваме ова утро сите мажи кои што имаат потреба дека треба да ги искористат овие услуги кои што ги нудите, каде и како може да се закаже тестирањето? Така, значи, тестирањата се достапни во нашиот младенски центар Сакам да знам наводно. Телефонот на кој што може да се закаже терминот е 3176 950. Во оваа недела од понеделник до сабота достапни се прегледи и тестирања. Јавете се, препораката е во периодот помеѓу 11 и 17 часот да може да го закажете терминот, затоа што секако има ограничено време и во тој период би требало да се направи закажувањето на терминот. Дополнително, покрај тоа што ја имаме оваа недела, во текот на целата година дерматолог, гинеколог се достапни во овој, во младинскиот центар исто така Сакам да знам во Шуто Ризари, така што во двата младински центри и во останатиот период може да се закаже преглед и советување со дерматолог како и тестирање. Меѓутоа, освен што може да закажат мажите, препораката и дополнително
ова утро споменувам дека може и жените да се јават да си закажат преглед од гинеколог и да добијат и бесплатни тестирања и ПАП тест. По текот на целата година ги нудиме овие услуги. Истите се нудат преку превентивната програма на Министерство за здравство, значи овие два центри работат веќе 17 години и во периодот во кој што функционираме, услугите се достапни пред се на младите и маргинализирани категории на граѓани, меѓутоа советувања и самите услуги се прават на истиот принцип како и сега. Се јавувате на телефон, си го закажувате својот термин, може да дојдете за советување, може да дојдете и само да подигнете бесплатни кондоми или пак да побарате и да добиете бесплатна контрацепција, која што исто така е тука достапна. Да, значи оваа недела сепак се фокусираме нели на машкото здравје, односно на бесплатното тестирање за мажите да се охрабрат повеќе, но сепак нели во текот на целата година достапни се услугите кои што ги напоменавте и за жените кои што им е потребно. Висна, колку се охрабруваат еве луѓето да дојдат да побараат помош, пред се нели да дојдат да се тестираат и да дознаат нели дали станува збор за некаква диагноза за која што подоцна нели би требало да примаат терапија која што секако нели е бесплатна од државата. Значи, за жал, сексуалното и репродуктивно здравје морам да кажам дека се уште е табу тема. Значи, се уште кога ќе се каже одење на преглед е нешто кое што е страшно и дополнително се уште постојат стигма и дискриминација по однос на тоа кога младите ќе побараат одредени услуги затоа што веднаш се поврзуваат со тоа дека се сексуално активни. А да, дефинитивно младите се сексуално активни. Самите податоци и статистики кажуваат дека во нашата земја многу порано се стапува во сексуални односи и при тоа тие односи многу често се незаштитени. Токму затоа грижата за сексуално репродуктивно здравје, значи навремено посета на преглед на гинеколог, на дерматолог, советување, користење на заштита и меѓу другото навремено информирање. Затоа и постојано зборуваме и апелираме за да имаме превенција, да имаме грижа за сексуално репродуктивно здравје, меѓу другото потребно е навремено едуцирање. Сеопфатното сексуално образование, меѓу другото, е нешто кое што е значаен аспект и за кое што се залагаме да го имаме во образовниот процес, токму затоа за да бидеме свесни и да знаеме како соодветно да се грижиме за себе. Превенцијата значи дополнително навремена лекување, навремен третман во случај да има потреба од истото, меѓутоа превенцијата значи и навремено заштита која што можеби ќе предизвика да не дојде до одредени сексуално преносливи инфекции. Благодарам Весна за одвоеното време и веќе се обидуваме нели на секој може начин да дадеме повеќе поддршка и храброст да ги охрабриме сите луѓе кои што имаат потреба нели да ќе посетат центрите и пред се да закажат нели тестирање на телефонскиот број 023176950. Токму може да закажете од 11 до 17 часот. Не се срамете затоа што како што спомени Весна нели сите податоци остануваат анонимни. Она што е важно да си го зачуваме нели пред се нашето здравје. Така, и нашето здравје, но и здравјето на сите оние останати околу нас, бидејќи ако нашето здравје се наруши, автоматски го нарушуваме и здравјето на сите оние кои што се во нашето семејство, во нашата близина. Ивана, ви благодарам и тебе и на твојата соговорничка за оваа навистина важна кампања во оваа недела во месец ноември помеѓу 20 и 26.